Почитувани гледачи, добар ден и добре дојдовте во најновото издание на Откриени тајни. 11 часот, сабота, време за уште 35 минути разговор со доктор Жарко Костиш, генетички консултант од Сдруженијето на граѓани Помагам. Останете со нас, во продолжение ви откриваме денешната тема на разговор. Во денешната Откриени тајни ќе зборуваме за тоа како да ги добиете нештата кои ги посакувате во животот. Доколку сакате да ги дознаете одговорите на оваа тема и сакате што полесно да ги добиете работите кои што ги посакувате, одговорите на прашањата поврзани на оваа тема следуваат во продолжение во разговорот со доктор Жарко Костиш, генетички консултант од Сдруженијето на граѓани Помагам. Ве поканувам да останете во продолжение заедно со мене, мојот гостин и оваа наша денешна интересна тема. Тука некаде да започнуваме и денешната тема на разговор, со која што се надевам дека ќе го задржиме вашето внимание и до самиот крај на денешната Откриени тајни ќе бидете заедно со нас. Секако дека зборуваме на доста интересна тема, како да го добиеме она што го посакуваме. Со нас е Жарко Костиш. Жарко, добар ден и добре дојдовте. Добар ден, Сања, добар ден за нашите гледачи. Имаме денес навистина интересна тема. Едно време имаше една книга која што се уште е актуелна, а велеше: внимавај што ќе посакаш, може и да ти се оствари. Ние денеска зборуваме на тоа како да го добиеме нештото што го посакуваме во животот. Па за самиот почеток би прашала колку умот има влијание врз тоа дали ќе ги добиеме работите или пак нема. Да. Умот е неизбежна тема во нашите емисии, но фактички е да кажеме како човекот и може нешто да има и да добие. Затоа што ќе зборуваме на тоа како нешто да имаме, како да го добиеме тоа што го посакуваме во животот. За да имаме нешто многу едноставно мораме да посегнеме по тоа нешто. Без разлика дали сакаме да имаме, не знам, столицата или цвеќето или што и да е, во колку не посегнеме по тоа нешто, не можеме да го добиеме тоа нешто. Затоа што за да добиеме нешто, за да имаме нешто, мора да тргнеме кон тоа нешто, мора да посегнеме кон тоа нешто. И она што е интересно е дека не треба да бидеме спречени од посегнување. Поради тоа што ако, например, пак да ги земеме децата во нашите емисии, секојаш ги користиме како добар пример. Кога сакаат нешто, гледат, посегнуваат по тоа нешто, инсистираат по тоа нешто, сакаат по тоа нешто, и е многу тешко да ги спречите да посегнат по тоа нешто. Така да, тоа нивно инсистирање, тоа нивна истреност, тоа нивно посегање прави да ги добијат работите во животот кои што ги сакаат. Исто така и ние со без разлика дали е тоа цел, дали е нешто кое што сакаме да го ствариме, дали нешто што сакаме да го имаме, мораме да посегнеме. И тоа е првиот предуслов за да имаме. Сега, има проблеми со умот, особено со тој еден негативен дел од умот за кој што постојано зборуваме, реактивниот ум, кој што не спречува да посегаме. Гледате, можеме нешто сакаме да посегнеме да добиеме. Можеби е некое ново работно место. Можеби, не знам, некој дечко сака да посегне по некоја девојка и сака таа девојка да му стане девојка. Гледате, за се нешто за кое што ќе посегнеме, кога ќе тргнеме, многу често во нашиот живот се вклучува тој реактивен ум и не прави несигурен. Почнуваат да не се јавуваат негативни мисли. Ама нема да успееш, дали сум доволно сигурен, дали стварно тоа можам да го имам, што ако го изгубам. Какви да е негативни мисли кои што ни се јавуваат во нашиот ум, кои што не тера да, кои што не спречуваат да имаме нешто кое што е конструктивно, кое што е добро, кое што ќе ни го помогне нашиот опстанок. Знаете, сакаме да имаме нешто кое што ќе биде добро за нас, и не само за нас, и за останалите околу нас. Кога ќе почнат да не се јавуваат тие негативни мисли, треба да знаеме дека се вклучува тој реактивен ум за кој што рековме дека книгата и техниката дианетика објаснува како човекот може да се ослободи од тие стравови, од тие несигурности, од тоа немање на самодоверба кој што произлегува од тој реактивен ум. Така да имаме начин како да се справиме со тоа, но не само што фактички нашиот ум може да не спречи да посегнеме по нешто. Поради, пак ќе кажам, негативните мисли, негативните емоции, ни се јавува страв, ќе тргнеме кон остварување на некоја цел и однаш ќе почне да се јавува срцебиење, чукање на срцето, стравот сака да не врати и така натаму. Не само што не се јавуваат тие негативни емоции, негативни мисли, пак ќе кажам, што произлегуваат од реактивниот ум. Многу често за жал имаме и околина која што не спречува да посегнеме, пак ќе кажам, поради нивните стравови, поради нивните несигурности. Колку често сакаме нешто да оствариме во нашиот живот, имаме некојаш околина која што ќе ти каже, па можеби тоа не е за тебе, некојаш добиваме инвалидизации, некојаш добиваме подсмеви за сето тоа што сакаме да го постигнеме. Гледате, не само што треба да се надминеме самите себе си, нашите стравови, туку треба да ги надминеме или ајде да кажам да ги игнорираме негативните влијанија кои што
честопати ги имаме во нашата околина кои што на еден или друг начин, пак ќе кажам, од добра желба или страв, повеќе да кажам од, пак ќе кажам, нивните собствени разочарувања во животот, знае околината да ни наметне некакви негативни идеи, негативни мисли. Едноставно не само што треба, пак ќе кажам, да се избориме да дојдеме до целта или до тоа што го посакуваме со самите нас и со самиот ум, туку треба некогаш и често додиме и да не се согласиме со околината која што на еден или друг начин може да ни ги наметне тие стопови. Жарко, дали за нештото да го имаме, треба да бидеме способни, барем на почетокот, умствено да замислиме дека тоа нешто го имаме и го поседуваме? Во нашите емисии говориме дека секој од нас има свој универзум. Тоа се неговите идеи, неговите цели. Рековме дека секој од нас е посебна единка. Ја имам своји идеи за мојот живот, ти имаш своји идеи за твојот живот. Луѓето имаат различни своји идеи. Што е тоа што сака да го остварат и како животот сака да им изгледа. Така, каква куќа сака да имат, какво возило сака да возат, каков брак сака да имат, каде сака да живеат. Тоа се индивидуални работи кои што секој еден од нас ги има и ги негува, и тоа е многу убаво. Кога имаме желби, кога имаме цели, кога имаме соништа, тоа е тоа што го креира нашиот собствен универзум. Пак ќе кажам, ова околу нас што е физичкиот универзум. И физичкиот универзум зборевме дека секогаш е резултат на нашата креативност и на нашата имагинација. Сето ова да се случи, пак ќе кажам, е створено од некој кој што веќе го имал замислено сето тоа. Некој го проектирал место во кое што се наоѓаме. Така, некој добил идеја да имаме ваква емисија, едноставно ја реализираме. Значи се почнува од нашата идеја, почнува од нашата имагинација, да кажам, почнува од нашиот сон. Гледате, за да имаме нешто во физичкиот универзум, мора да почне со нас и почнува секогаш во нашиот ум. Прво треба да го замислиме, треба да го визуализираме, треба да го измечтаеме, ајде така да кажем. Дали можеме воопшто тоа што сакаме да го постигнеме и да имаме, да го замислиме во нашиот ум дека веќе го имаме? Ето она што треба да го направиме, треба веќе да видиме во нашиот ум дека самото тоа е постигнато, дека сме го оствариле сето тоа. И не само да го визуализираме и да го замислиме, него едноставно да го почувствуваме. Видите, затоа што за да имаме нешто, треба да го имаме и чувството дека го имаме. Можеме ли да имаме чувство дека ја возиме колата која што ја сакаме? Каков е допирот на воланот? Како изгледаат кожните седишта? Така и може би сакаме да идеме на некое крстарење. Какво е чувството? Како мириса во бродот? Како дува ветерот? Каков е допирот на песокот? Гледате во колку можеме тие работи веќе да ги почувствуваме, малку сме поблиску до реализирање на самата таа цел. Така да во умот не само што треба да се замислиме дека сме таму или дека сме го оствариле самото тоа, многу е битно да го имаме и чувството, сензациите, осетот, допирот, сето тоа кое што е поврзано со тоа, затоа што го правиме толку пореално. Знаете, нашиот ум ги прави работите реални и ги материализира во физичкиот универзум. Мораме и ние да ги направиме сите тие желби, сите тие работи кои што сакаме да ги оствариме многу пореални во нашиот ум. Точно така и го правиме. И може би убава вежба секој од нас, секој утре да стане, едноставно на лист хартија да си го проектира тоа, да се замисли дека е веќе остварено, дека е веќе таму, дека е веќе со, не знам, девојката што ја сака, на местото, куќата е таа во која што веќе живе и така натаму. Гледате, затоа што така работите почнува да станат многу пореални. Сега кога веќе умствено сме замислили дека го имаме нештото и сме способни секако да замислиме дека одредена работа која што ја посакуваме ја имаме, дали е самото тоа доволно или пак мораме да превземеме уште нешто за на крај на вистина да го добиеме тоа? Пак ќе кажам, значи имаме наш универзум кој што мораме да го искреираме самите ние. Гледате, поради тоа што треба да знаеме што физичкиот универзум ќе ни го дае тоа што ние ќе го проектираме во нашиот ум. Така да многу е убаво да бидеме многу конкретни, многу специфични, со едноставно точни барања, ајде да кажам, од физичкиот универзум. Поради тоа што пак ќе кажам, нашата имагинација, нашиот универзум е многу појак од физичкиот универзум. И кога точно ќе се поставиме што е тоа што го сакаме, какво го сакаме, со точни карактеристики, едноставно ќе го направиме, пак ќе кажам, реално во нашиот ум, физичкиот универзум едноставно ќе почне да ни го дава тоа, но ќе го даде само во момент кога ќе почнеме да действуваме во таа насока. Гледате, ова е физички универзум. Физичкиот универзум подразбира акција. И рековме еднаш во нашите претходни емисии дека имаме нешто кое што го нарекуваме дека во животот има три состојби на постоење. Првата е да бидеш нешто, втората е да правиш и третата е да имаш. Ајде да кажеме да бидеме нешто. Тука подразбира да, пак ќе кажам, преземеме некоја улога во нашиот живот. Но тука исто така подразбира и
пак ќе кажам, креирање на нашиот универзум. Знаете, кога одлучуваме да бидеме нешто, едноставно почнуваме да сонуваме. Почнуваме да ја користиме нашата имагинација. Што е тоа што сакаме да го направиме? Сме на новото работно место. Така или сме презели идентитет и сме одлучиле да бидеме тоа што сме на работното место. И кога почнуваме со тоа и сме многу креативни, имаме огромна имагинација и почнуваме да се размислуваме како сакаме да биде, можеби, нашето работно место, какви ефекти сакаме да направиме, што сакаме да искреираме во нашето работно место, или едноставно почнуваме да, да се додворуваме на некоја девојка, и едноставно почнувате да го креирате тоа во вашиот ум. Гледате, тоа е креативен процес кој што се случува во нашиот ум на самиот почеток. Но фактички нешто да се случи во физичкиот универзум мора да се впуштиме во акција, да го направиме самото тоа, така да подразбира чекор. И акцијата е фактички нешто кое што предизвикува магија да се случи во физичкиот универзум. Ако едноставно седиме дома и само сме мислиме за иднината, и едноставно ќе ја замислиме толку убава, све е средено, све она што го кажав сме го направиле. Вториот чекор што треба да го направиме, мораме да се впуштиме во акција, поради тоа што физичкиот универзум ќе ни го даде тоа во колку действуваме во тој правец. Мораме да преземеме конкретни чекори, конкретни работи кои што предизвикуваат физичкиот универзум едноставно да ни го даде тоа што го сакаме во животот. И акцијата, пак ќе кажеме, нешто кое што предизвикува магија, затоа што кога едноставно ќе се втурнеме во акција и сме многу среќни, зборувавме за тоа, едноставно не сме со вниманието за нас, сме кон иднината, стануваме многу креативни, не размислуваме премногу затоа што знаеме што треба да направиме. Акцијата е една преубава емоција која што предизвикува работите во физичкиот универзум да се материализираат, но за да тргнеме во акција пак треба од претходно да знаеме што е тоа што сакаме да го добиеме. И треба да ги осмислиме чекорите, кои чекори ќе не доведат да го добиеме точно тоа што го сакаме. Но се чини, Жарко, дека кога веќе нештото ќе го добиеме, како да се задоволуваме со тоа и повеќе ја нема таа креативност која што сме ја имале пред да го добиеме нештото кон кое што сме тежнеели, што сме го посакувале. Повеќе нема никаква акција, добиено и се чини дека тука завршува сета приказна. Зошто е тоа така? Секој нешто во овој универзум има свој почеток и свој крај. Така секоја игра има свој почеток и крај. Рековме дека во животот за да имаме нешто треба да одлучиме прво да бидеме нешто, па да правиме, и резултатот на сето тоа е да го имаме нештото. Тоа е аналогно на тоа дека секоја акција во овој физички универзум има три дела. Има почеток свој, промена и има крај. Секогаш кога почнуваме нешто, кога почнуваме некоја игра, кога почнуваме ново работно место, почнуваме нова врска, секогаш има креативност. Затоа што е нешто ново, нешто убаво, едноставно сакаме да го искрираме. Дечкото кој што сака да ја добие својата девојка, многу со добри манири на почетокот, пат не му сметаат ни таткото, ни мајката, нема воопшто никакви замерки за девојката која што едноставно сака да ја освои затоа што е многу креативен и едноставно се насочува на тоа да он даде. Пак ќе кажам за околината. Во минатата емисија зборевме дека кога сме креативни, многу ретко почнуваат да ни сметаат работите од околината. И едноставно не се фиксираме на негативните работи, едноставно почнуваме се фиксираме на убавите работи, не од тоа што од самото тоа што ние едноставно даваме за околината. И фактички тоа е самата креативност. И кога почнуваме, ајде да кажеме некоја нова врска или девојката сака да го импресионира дечкото, едноставно ќе се нашминка, ќе се дотера на сето, тоа е убаво со значај, едноставно се гледа околу него дека има таа намера. И едноставно е целата таа игра на додворувањето толку интересна, едноставно има креативност во сето тоа, има некаков интерес. Така или на самото работно место кога ќе почнете со некоја работа, секој почеток, па ќе кажам, едноставно е толку креативен, почнуваме да правиме работи, сакаме да се докажеме во колективот, ги имаме сите тие цели кои што се поставени. И во еден момент кога ќе почнеме да го добиеме она што сме го зацртале, значи сме ја постигнале самата цел, во тој момент фактички настанува стопот. Значи пак ќе кажам, секогаш кога имаме почеток е креативен, постојано мораме да креираме за да нештото трае. Колку повеќе креираме, постојана креација, имаме толку нештото правиме фактички да постои. И само така вистински имаме. Фактички кога на крајот ќе дојдеме до стопот, кога нештото сме го оствариле, го имаме само во тој момент. Но не можеме да оставиме тој момент предолго да трае. Поради тоа што тоа не спушта со емоциите. Прави да сме едноставно во досада. После кога ќе паднеме од досада има по скалата на емоции кои што секогаш ќе покажуваме тон на лутина, на кавга, на незадоволство. И ќе видите, например, во една врска, која што постојано не се креира, која што постојано не се става нови цели,
кој што едноставно сопругот, сопругата или дечкото и девојката не креираат еден за друг, или во колективот кога не креирате, не го креирате работното место, тоа не постои веќе. Видите, еден човек на работното место кој што постојано не го креира работното место ќе го загуби. Исто и во бракот, исто и во врските. Луѓето ќе почнат да се губат еден со друг во моментот кога прекинуваат да креираат еден за друг, затоа што фактички доаѓаат во стоп. И кога сме постигнале целта, кога не знам имаме девојката, кога девојката го има дечкот, едноставно треба да најдат начин како да продолжат да бидат креативни, како да наоѓаат нови цели, како да надминуваат нови препреки во заедничките предизвици, поради тоа што тоа ги тера да се креативни. Пак кажавме, мораме да поставиме нови цели, целите кои ќе ги поставиме имаме препреки, но надминувањето на препреките кон тие цели не дава креативноста, не тера да се насочени кон надвор, кон околината и фактички кога сме насочени кон околината и кон надвор и кога сме во динамика, во движење, во акција, кога не сме во стоп, тоа предизвикува фактички да бидеме сигурни дека нештото во иднината ќе го имаме и нема да го загубиме. Продолжуваме понатаму со денешната тема на разговор. Верувам дека сте и понатаму заедно со нас. Жарко, во една од претходните емисии зборувавме на доста интересна тема. Кога зборувам за претходните емисии, тоа од претходните сезони, сите оние кои што можеби немале можност да ја гледаат таа емисија за која што сега ќе зборуваме, може да ја најдат на вашата Facebook страна, каде што се уште се достапни претходните емисии. Ке сакам да позборуваме малку за восхите и љубовта. Таа тема беше навистина доста интересна. Споменуваме денеска во рамки на оваа тема, кога зборуваме за тоа како да го добиеме нештото што го посакуваме во живот. Тука станува веројатно збори за љубовта најчесто, но која е разликата помеѓу восхите и љубовта? Два поими кои што веројатно се многу различни, па би сакала сега во вториот дел од емисијата на самиот почеток за сите оние кои што првпат се со нас да ја направиме оваа разлика. Да, ова е една терминологија која што ќе треба подобро да објасниме, поради тоа што љубов е љубов, восхите е, ајде да кажем, на повисоко ниво од љубовта. Значи има нешто повеќе од љубовта. Точно. Восхита е повеќе од љубовта и ќе објаснам зошто. Во претходното прашање фактички поентата што сакав да ја дадеме дека за да имате нешто, имањето е резултат на креација. Во колку постојано креирате со некој човек, пак ќе кажам, во колку постојано го креирате работното место, во колку постојано ја креирате врската, во колку постојано го креирате бракот, тој ќе постои и ќе го има. Во колку не го креираме, едноставно нема да постои и нема да го има. И пак ќе кажам, го имаме, ама како да го имаме нештото на хартија, ама вистински, пак ќе кажам, и во нашиот ум, и во физичкиот универзум го немаме. Восхита е едноставно препознавање на почит, нешто што едноставно го обожувате кај другиот човек. Гледате, почнувате, кога имате восхит, гледате добрина, гледате убавина, гледате почит кон некој друг човек. Гледате, восхита е, пак ќе кажам, давање. Истек од вас. Кога на некого му се восхитувате, сакате да го видите слободен. Гледате, на сеона на кој што му се восхитувате, сакате да му дадете простор. Секојаш кога се восхитувате на некој човек, тој човек не сакате да го заробите или не сакате едноставно да му ставите окови околу него. Сега, пак ќе кажам, различна можеби е терминологијава, но многу често имаме луѓе да го користат зборот љубов, ајде да кажем можеби или на погрешен начин, или можеби едноставно ајде да кажеме дека има стварно разлика помеѓу восхита и љубовта. Кога некого многу сакаме, ајде пак ќе кажеме, стануваме на некој начин да му ја крадеме неговата слобода. Затоа што почнуваме од него да бараме нешто. Мора да биде до нас. Ке му се јавиме 10 пати каде е. Не сме да биде излезен со други луѓе. Ако искочен, со кого искочен. Не сме да му биде преубаво, ако е со некои други луѓе. И така натаму. Гледате, почнуваме малку обсесивно да сакаме тој човек да ни даде на нам нешто. Така или можеби имате некоја мајка која што едноставно многу го сака детето и толку многу ќе му влее страх, ќе му стави негативни мисли со цел едноставно да го заштити. Можеби од нешто кое што и она е свесна дека се до тоа што го прави не е разумно. Така или некојаш ќе имате можеби едноставно пример еден или опит да се направи некој детенце кое што е многу слободно и кое што сака да биде слободно. Ако ставите во скут и едноставно сакате да го гушнете,
ќе видите дека ќе ги трне рацете поради тоа што едноставно сака да биде слободно. Секој човек сака да биде слободен. И начинот да имате некого е да го направите слободен. Колку повеќе сакате некого да го врзете околу вас, едноставно му викате на тој начин да го сакате. Знаете, љубовта многу често оди многу брзо во омраза. Ако сте виделе некои што многу се сакаат, ајде пак ќе кажам, ние зборевме за љубов и рековме во нашите претходни емисии дека имаме 3 типови на љубов, дека едно од типовите на љубовта е реактивен тип на љубов кој што потекнува, пак ќе кажам, со тие негативни емоции, деструктивни емоции. Едноставно ќе се испотепаат двајца, ама затоа што те сакам или затоа што се сакаме и така натаму. И ќе видите дека можеби тоа и е чудно, како може некој кој што го сакаме да го тепаме или како можеме да се однесуваме на толку груб начин кон некој што го сакаме и сето тоа го правиме во име на љубовта. Така да има некој спор тука со самиот тој термин. И поради тоа сакам да истакнам дека восхита прави разлика во однос на љубовта. Поради баш тоа што го кажувам, кога на некого му се восхитуваме, гледате на почетокот на врските, ајде да се навратиме, секогаш се восхитуваме. На девојката се восхитува на дечкото. И колку сакате да го видите слободен. Гледате на самиот почеток. Можеби тој тоа што ве заинтересирува на самиот почеток за некого. Но самиот почеток едноставно сакате некого да видите слободен. И тоа е тоа што на секого му годи. И гледате, восхита подразбира, пак ќе кажам, да се грижите за некого. И многу е слично што го спомнавме во претходната емисија за одговорност. Рековме дека одговорноста подразбира да се грижиш за некого, да го сакаш, ама на позитивниот начин за кој што зборам, не на тој негативниот начин, да се грижиш за некого, едноставно да му даваш простор на тој човек. И пак ќе кажам, вистински за да имаме некого, треба да го направиме тој човек да биде слободен. Треба да му дадеме простор. Затоа што секој кој што е слободен ќе сака да дојде кај вас. И пак ќе кажам, никој човек не сака да биде поседуван. Поради тоа што многу често љубовта се поистоветува баш со тоа да некој биде поседуван, да биде околу вас, да не му верувате, ама не ти верувам за да не направиш нешто поради тоа што ја многу те сакам. Нето тоа не е давање на слобода. Тоа не е давање на почит. Едноставно тоа не е восхит. Зашто самиот восхит подразбира дека му верувате на тој човек затоа што го почитувате и има нешто во него препознавате кое што сакате да го имате и самите вие. Така да пак ќе кажам, тоа е многу поврзано со тоа вистински да имате некого. Ја и тука ќе направам разликата помеѓу тоа да имаме некого и да поседуваме некого. Затоа што кога почнуваме да го имаме овој вториот тип на љубов, која што е пак ќе кажам обсесивна, компулсивна љубов, тогаш станува збор за поседување и очигледно е дека тие врски или типови на односи не завршуваат најдобро баш поради тоа што се вклучуваат двата реактивни ума и кај едниот и кај другиот партнер, но пак ќе кажем има начин, дианетиката е начин како човекот да се ослободи од тие негативни емоции, од тој реактивен ум, едноставно да може самиот тој да дава на околината без при тоа да има чувство дека ќе загуби нешто. Затоа што чувството дека ќе загубиме некого, стравот дека ќе загубиме некого, доаѓа од реактивниот ум. Кога го немаме тоа како чувство, како емоција, едноставно ќе можеме вистински да му се восхитуваме на некого, да сакаме да го видиме слободен и само по себе тој ќе си дојде до вас, поради тоа што едноставно го давате слободен. Верувам, Жарко, дека со овој одговор им помогнавме доста на гледачите кои што не следат и сега веќе добро знаат која е разликата помеѓу и восхита и љубовта. И повеќе нема да бараат љубов, туку ќе бараат восхит од партнерот. Но ние продолжуваме понатаму. Во првиот дел од емисијата споменавте накратко тонската скала. Не би било во ред денеска да не позборуваме малку повеќе и за неа, кога зборуваме за способноста да се добие нешто. Па на кој начин тонската скала е поврзана со способноста да се има? И како реагираат луѓето кога се на различно ниво на тонската скала со добивањето на работите? Ајде да видиме повторно тонската скала за сите гледачи кои што се нови. А знам дека ги имаме новите гледачи поради тоа што од претходните емисии имаме најава дека имаме фактички нови гледачи, така да тонската скала на емоции е запис на емоции, значи тоа е скала од високи тонови, позитивни емоционални тонови кои што паѓа надоле, од жолтиве тонови кои што се фактички конструктивни, креативни, идеме во црвените тонови, фактички се тонови каде што првпат се вклучува тој реактивен ум. Значи сите овие црвени тонови кои што ги гледаме, како што се пак ајде да се вратиме на жолтите тонови. Значи во жолтите тонови имаме игра, акција, развеселеност, постулати, естетика и така натаму. Гледате, тоа е креативност.
тоа е нешто кое што е креативно. Како паѓаме со овие емоции, а паѓаме поради тоа што го насобируваме со текот на времето тој негативен дел од умот кој што го нарекуваме реактивен ум. И знам дека се повторувам многу често, но во оваа емисија само ќе кажам дека луѓето можат да се информираат многу повеќе за тоа во книгата Дигметика. Но како и да е, тие црвени тонови се тонови кои што се снимени во реактивниот ум, плавите тонови исто така, значи тука се лутина, антагонизам, омраза, очај, страв, тага и така натаму. Гледате, самите емоции на тага, на страв, не ни прави да се чувствуваме дека имаме нешто. Затоа што имањето на нешто е, пак ќе кажам, поврзано со простор. Вие може да имате идеја дека имате многу пријатели. И кога сме среќни и весели, имаме идеја дека ги имаме тие пријатели баш поради тоа што имаме простор. Гледате, кога сме во страв, немаме чувство дека имаме нешто. Кога сме во тага, немаме чувство дека имаме нешто. Поради тоа што едноставно кога сме во овие негативни емоции се собираме во нас. Почнуваме да сме обседнати со нашите негативни мисли, негативни емоции, пак ќе кажам, кои што доаѓаат од тој реактивен ум. Само кога сме во жолтите тонови вистински можеме да имаме нешто. И она што е интересно е дека жолтите тонови не се плашат дека ќе го загубат тоа нешто. И гледате, жолтите тонови можат да имаат нешто баш поради тоа што се со вниманието на околината. Кога зборуваме за нештото да го имаме, треба да сватиме дека мораме вниманието да го ставиме на тоа нешто што сакаме да го имаме. Гледате, ако имате дома, пак ќе кажам, сопруг, сопруга, дечко, девојка или можеби, не знам, пријатели, колеги, ако едноставно не го ставите вниманието на нив, не влезете во комуникација, не сте заинтересирани за тие луѓе, тогаш ги немате. Затоа што да имате нешто, значи вниманието да оставите на тоа нешто и оттаму да добиете некаква сензација. Пример, може да имате некој човек кој што има многу убава кола. Едноставно тој човек да е постојано во страв, во тага, во апатија. Видите, тој воопшто не искусува колата и убавината од колата и возењето во колата. Но може би има некој пријател кој што е на жолтите тонови и ќе му ја даде на 2 сата да ја провози и самиот човек кој што е во жолтите тонови толку многу е во комуникација со колата, толку многу добива сензации од колата назад, да едноставно за тие 2 сати повеќе сензации добил од колата назад отколку човекот кој што е самиот власник, кој што е можеби на тон страв или тага, воопшто може некогаш да искуси од таа кола. Видите, затоа што воопшто можеби тој не е ни тука присутен во сегашност. Видите, за да имаме нешто и да сме свесни дека имаме нешто, мораме барем да сме во сегашноста и да го восприемеме тоа нешто. Како можеме да имаме, не знам, пак ќе кажам, сопруг, сопруга или деца, ако воопшто не им го посветиме вниманието на нив? Како можеме да добиеме било какви убави сензации од тоа воколку не сме во комуникација со некој човек, воколку не сме заинтересирани со некој човек? Така да жолтите тонови се во комуникација со околината. И точно поради тоа ја имаат околината. Видите, не станува збор за поседување. Едно е да поседуваш нешто, друго е да имаш нешто. Можеме да поседуваме куќа која што никогаш нема да отидеме да ја посетиме. Така, можеме да отидеме на одмор за кој што сме платиле многу и можеме да се расправаме недела дена и ништо да не искусиме од тоа што го имаме таму. Што ни дало морето? Што ни дала песокта? Ете, што ни дава целата таа убава околина или рестораните во кои сме во Кавгар? Не го искусуваме тоа, не го восприемаме тоа. Поради тоа, за да имаме нешто и да знаеме дека го имаме тоа нешто, мора да сме свесни и да сме во комуникација со околината. Мора на околината да ја дадеме внимание, мора да препознаеме дека постои нешто во околината, за да било што од околината добиеме. Едноставно, колку е убаво кога ќе седнете со некој пријател, ќе направите убав муабет. Колку убави работи може да добиете од самиот тој момент. Видите, моментот во колку сме во сегашноста може да ни даде многу. Во колку не сме во сегашноста, без разлика што поседуваме, за џабе ни е, поради тоа што од тоа ништо не ни искусуваме, нит па добиваме. Сега, Жарко, на самиот крај од емисијата сме веќе и би сакала да ве прашам и за стравот, кој што секогаш е тука некаде околу нас и знае често да направи тој проблеми како и реактивниот ум. Па сега, колку стравот од тоа да не го изгубиме нештото кое што го имаме, кое што го посакуваме и кое што е тука до нас, ќе предизвика токму да го изгубиме нештото. Значи, несвесно, поради страв, нештото кое што го имаме, кое што можеби е сигурно до нас, плашејќи се да не го изгубиме, на крајот на вистина го изгубиме. И многу примери во нашиот живот мислам дека се испостава дека тоа е вистина.
Гледате, затоа што стравот, она што го прави, гледате, за да имаме нешто, мора да бидеме креативни. Треба да бидеме на жолтите тонови. Така, колку по-сериозно почнуваме да го штитиме нештото да не го загубиме, ќе го загубиме. Гледате, за да имаме нешто, не можеме да го штитиме да не го загубиме. Гледате, поради тоа што начинот да го штитиме нештото да не го загубиме е да му даеме простор и да бидеме креативни. Колку се плашиме дека некого, можеби, некој човек, ќе загубиме, можеби веќе не сме креативни. Во тој момент сме во стоп. И после тоа се плашиме дека нештото ќе го загубиме. Кога почнат да ни се јавуваат тие чувства на загуба, на страх, пак ќе кажам, тие доаѓаат од реактивниот ум. Едноставно почнуваме да чувствуваме негативни емоции, болка, тага, празнина во нас. Тоа предизвикува да се вклучува тој реактивен ум и обсесивно да почнуваме да мислиме. Што значи ова? Ама дали оваа порака значи ова? Аха, ово. Гледате, почнуваме премногу да се обседнуваме на некој начин со тоа. И чекорите кои што ги правиме во таков момент, кога што се погрешни. Секојаш, гледате, кога имаме чувство дека нештото можеме да го имаме и да го немаме. Зашто можеме да го имаме тоа чувство? Затоа што ако сме високо по скалата на емоции, можеме да знаеме дека се можеме повторно да искриваме. Можеме и да го немаме, можеби тој човек кој што е во нас, можеби правам муавет сега за, не знам, за дечко, за девојка, за врски или за работно место. Ако сме сигурни дека можеме да најдеме друго работно место. Гледате, ако сме сигурни дека можеме да креираме понатаму во нас. Гледате, нема да сме обседнати да сакаме нештото да го заштитиме и да го зачуваме. Напротив, ќе бидеме креативни и за тој некој кој што е со нас. Гледате, по тонската скала на емоции се случува еден многу интересен феномен. Како паѓаме по скалата на емоции, како почнуваме да бидеме овие црвени и плави тонови. Имаме чувство дека нештото мораме да го имаме. И тогаш ставаме толку многу притисок и напор нештото да го имаме и тоа нешто почнува да бега. Фактички така функционира физичкиот универзум. Физичкиот универзум, пак ќе кажам, не сака сериозност, сака игри. Гледате, кога сме биле ноншалантни, кога сме биле позитивни, кога сме биле креативни, кога не сме мислеле дали ќе загубиме, него сме мислеле дали ќе добиеме. Тоа е тоа што универзумот го сака. И тогаш универзумот почнува да ни дава нешто. Ако се плашиме дали нешто ќе изгубиме, баш ставаме акцент на негативното. Ете, мислите почнуваат да ни ја креираат самата таа загуба. Кога сме високо по тонската скала, напротив, почнуваме да размислуваме што е тоа што ќе имаме. Можеби го креирам ова за неа. Така, не знам, девојката мисли, ова ќе го искрирам за него. Гледате, става акцент на што е тоа што го имаме. И тоа е тоа што, пак ќе кажам, што универзумот го сака. И уште еднаш ќе нагласам, колку посериозно сватиме некоја игра, толку повеќе имаме шанси да загубиме во таа игра. Колку сме по-креативни, колку сме по-несериозни, колку сме по-забавни во нештото, толку повеќе универзумот ќе ни дава и толку повеќе, гледате, луѓето сакаат да се во присуство на такви луѓе кои што, пак ќе кажам, наместо да сакаат да ве сочуваат и да ве имаат, едноставно се сигурни дека ќе ви имаат со самото тоа што едноставно знаат дека не може да ве поседуваат. Затоа што секој од нас е битие, а духовните битија никој не може да ги поседува. Ете, тоа е многу ниска состојба. Може да се поседуваат предметите, но и самите предмети не обстануваат добро ако не им даете внимание и ако не сте одговорни за нив. Така да пак ќе кажам, начинот како некого или нештото да го имаме е да сме одговорни за нив, да сме со вниманието за нив, да сме креативни за нив, едноставно да бидеме тука за нив. И пак ќе нагласам да ја даваме слобода. И колку повеќе им даваме слобода, толку повеќе тие луѓе ќе бидат со нас. Тука некаде секако ја завршуваме и денешната емисија. Јас, Жарко, навистина ви благодарам што ова саботно препладне на гледачите на Откриени тајни на 24 вести им го исполнивме со навистина креативна тема. Доста бевме креативни. Благодарение секако на вас и на вашите одговори на овие интересни прашања. Верувам дека за една седмица повторно ќе имаме можност да разговараме на доста интересна тема. Во меѓувреме секако Facebook, вашата Facebook страна и имейл страна се достапни, но за самиот крај на денешната тема остана ли нешто што би сакале за самиот крај како завршница да им го порачате на гледачите на Откриени тајни? Па дека фактички во животот имаме многу работи. Некогаш и не сме свесни што имаме поради тоа што не им даваме внимание. Многу често животот ни носи, пак ја кажам, проблеми, едноставно со вниманието не сме во сегашноста, не сме тука, ќе дојдеме дома, сме на работа, ама не сме со тие кои што можеби не чекаат да дојдеме дома, не им даваме внимание, не комуницираме со нив, не креираме со нив и поради тоа со самото тоа фактички какви да ги немаме. И пак ја кажам, начинот да имаме, едноставно да ставиме внимание, сме свесни на сето тоа што го имаме.
Едноставно да го креираме, да сме благодарни за се она што ги имаме, поради тоа што секој од нас има повеќе отколку што можеби во моментот мисли дека има. А со самото тоа што едноставно ќе им дадеме акцент и ќе сме благодарни за тоа што го имаме, самиот универзум го сака тоа и едноставно ќе ни даде уште повеќе. Значи можеме да ги добиеме работи во животот, но мораме да бидеме способни, пак ќе кажам прво ментално да ги замислиме и да ги имаме, да преземеме чекори, за да можеме да го постигнеме, оствариме тоа. И оно што е многу битно, треба да се восхитуваме на околината и да ја дадеме внимание за вистински да има. Тука ви се заблагодарувам за денешното гостување и за сите овие интересни одговори. Се гледаме точно за една седмица. Благодарам Сања, благодарам за нашите гледачи. Повторно ќе кажам за сите оние кои што сакаат да дознаат повеќе. На сите оние на кои што им треба било каква понатамошна помош од мене, ми е чест и задоволство секојаш да слушнам од вас и да стапам во комуникација со вас. Тоа беше се за денешната Откриени тајни. Верувам дека го задржавме вашето внимание и секако дека ви помогнавме со одговорите и дека со сето тоа полесно ќе ви биде да ги добиете нештата што ги посакувате во животот. Доколку е така, ние сме среќни и задоволни. Доколку ви требаат повеќе одговори, секако доктор Жарко Костич и понатаму е достапен на социјалните мрежи за сите вас кои што сакате да комуницирате и понатаму со него. Јас ви благодарам уште еднаш за вниманието и ве поканувам да останете на програмата на телевизија 24 Вести, а на секако следете не повторно следната сабота во редовниот термин. Пријатно!